Принцот Хари е разочаран од американскиот сон и сега се враќа дома, но тие него чекаат таму со расширени раце. Принцот Хари и Меган се враќаат во Велика Британија за неколку дена, 6 години откако заминаа за сад. Се вели дека војводата и војводката од Сасекс се враќаат на продолжен период, а нивните деца Арчи и Лилибет ќе бидат запишани во британско училиште. Семејството ќе се пресели во некралска резиденција и нема да има членови на кралското семејство кои работат. На кралот Чарлс неговиот син му кажал дека дури во неделата дека планира да се врати во Велика Британија подоцна овој месец, додека принцот и принцезата од Велс исто така се информирани. Се подразбира дека иако тој ја дал можноста да ги види Хари неговото семејство во приватен и личен капацитет, кралот е јасен дека нема да има промена во улогата и статусот на војводата и војводката како приватни лица и неактивни членови на кралското семејство во согласност со нивните јасно изразени желби и согласност во текот на изминатите години. Сепак, изворите инсистираат дека планот на Сасексите не е да се вратат во кралското семејство. Daily Mail исто така дознава дека не се споменувало враќањето на семејството кога Хари, Меган и нивните деца се сретнале со кралот во Хайгроув претходно ова лето. Хари веќе требало да ја посети Велика Британија за да присуствува на наградите Bella Child следниот месец и требало да престојува во соба во Бакингемската палата. Но 41 годишниот војвода и 45 годишната војводка повеќе немаат потреба од сместување за нивниот престој, бидејќи се верува дека целото семејство ќе се врати на подолг период во следните 2 недели. 7 годишниот Арчи и 5 годишната Лилибет ќе се приклучат на училиштето во септември, но се уште не е познато дали преселбата ќе биде трајна. Локацијата на новиот дом на Хари и Меган не е откриена од причини поврзани со приватноста. Како тоа навива да се смириме со Душко? Немој да ме зафркаваш кој навива. Ајде ти се молам, баш ми е жал што Душко раскинал со девојката. Тажна сум, рекла Јелена пред настапот, не смеа, а потоа танцуваше провокативно пред бившиот сопруг. Само еден ден откако во јавноста се појави видео на кое Јелена Карлеуша го слави роденденот со најблиските, меѓу кои и поранешниот сопруг Душко Тошич, тој сега и дојде и на настап во белградскиот клуб. Душко дојде во друштво на керките и седеше веднаш пред пејачката, а на видеата објавени на Инстаграм може да се види дека и дел од атмосферата од настапот на Јелена, но и како таа додека пее вели: "Ајде Душко" и танцува провокативно. Но во еден момент, додека тој стои среде публика, Јелена кажува дека баладата што ќе ја пее е песна што своевремено му е посветила нему. Од друга страна, Карлеуша демантира дека се смириле. Пред настапот таа разговараше со српските новинари, па кажа: "Со Душко сме во добри односи заради децата. Наскоро се приближува еден многу битен момент за секој роден ден, а тоа е 18 годишниот роден ден на нашата Атина и 17 годишниот роден ден на нашата Ника. Тоа е поради децата кои заслужуваат родителите да им бидат во добри односи. Нема ништо повеќе од тоа. Не се муваме", рекла Јелена. Скейтбордингот не е за девојчиња. Долгометражното деби на Дина Дума вечерва во 19 часот ќе ја има европската премиера во рамките на 32-то издание на филмски фестивал во Сараево. Имаше светска премиера на врвниот фестивал Трибека во Њу Јорк. Ова е втор игран филм на Дума по наградуваниот Сестринство. Филмот е македонско-белгиско-словенечко-хрватска копродукција. Дејството се одвива во Скопје и ја следи 11-годишната Адела, девојче од ромската заедница која живее со својата постара сестра Зара и нивната мајка. Двете сестри растат помеѓу два света, преку ден се обични тинејџерки кои сакаат скейтборд, социјални мрежи и дружење, а дома се соочуваат со сиромаштија и традиционални општествени норми. Кога таткото го напушта семејството, мајката, притисната од финансиската состојба, размислува да ја омажи Зара преку традиционален пазар на невести во Бугарија. Адела одбива да ја прифати таа судбина и се обидува да најде друг излез за да ја спаси својата сестра.
Во Пустец денеска ќе се одржи македонскиот фолклорен фестивал Преспа 2026 посветен на македонската традиција, култура и фолклор. Фестивалот ќе се одржи на плоштадот Гуце Делчев со почеток во 18 часот, а ево организација на Македонското друштво Преспа, Сдруженијето ВМРО ДПМН Албанија и Општина Пустец под покровителство на премиерот Христијан Мицкоски. На програмата се најавени настапи на културно-уметнички друштва и фолклорни групи од различни делови на Македонија, како и од Егејска, Пиринска Македонија и Мала Преспа. Посетителите ќе имаат можност да проследат македонски ора, песни и традиционални носи, а како дел од музичката програма ќе настапат и Блага Петровска и Круме Спасовски.